Видите, иднината на односите меѓу Българија и Македонија не треба да зависат од тоа со кого българскиот президент, премиер или министер се избори во странство или по телефон или се испреќа некаков имейл. Иднината на односите и начинот по кој што ќе се развива треба да зависат од директните разговори меѓу Софија и Скопје. И мислам дека доволно време се загуби. Направо можам да кажам дека последните 3 години се тотално загубени за Македонија во некакви измислени надежди и очекувања дека работите може да се решат со некакво странско влијание во Софија. Јас сум апсолутно убеден дека не постои држава во Европската Унија која да сака повеќе од Българија Македонија да биде дел од Европската Унија. И тоа го кажувам како човек кој што ги следи односите меѓу двете држави последните 30 години. Нема да набројувам се што се случило меѓу двете држави. Една од големите лаги која се распространува сега во Скопје е дека македонските политичари немале партнери, немале политички партнери во Софија. Ама извинете, вие сте можеби единствената држава која што нема политички партнери. Како овде иде еврокомисарот за проширување Вархелија има партнери, а вие немате. Така да све зависи од волјата и од храброста на македонските политичари да погледнат реалноста таква како што е. Иначе може да кажеме и да поставиме едно друго прашање. Како сакате да решавате прашање со една соседна држава кај што 2 години немате амбасадор? Каква порака испреќа македонската држава на Българија од која сака поддршка за започнување на преговори со Европската Унија? Решението можеше да биде најдено уште во почетокот на минатата година, во крајот на минатата година, во почетокот на таа година и утре. Но пак повторувам, се зависи од тоа дали македонската влада ќе погледне, ќе ги види проблемите со отворени очи или ќе глуми патриотизам пред собствениот народ на кој што ќе му ја укинува иднината. Видете, на секое прашање кое што се поставува, на секој проблем што треба да се реши, ние што слушаме, не го даваме идентитетот, не го даваме јазикот. Ама кој ви го бара, кој ви го сака идентитетот и јазикот? А некои дури си позволуваат да ќутат на некакви меѓународни форуми 16, 20, 50 секунди или 100 секунди или 16 години, но да не учествуваат во решавањето на проблемите. Проблемите не се решават со ќутење и со глумење, а со активно, храбро учество во диалогот со Софија. Македонија не е тема. Јас не сум согласен дека точно на 25-та минута од вестите треба да биде тоа прашање, но тоа е факт, тоа е реалноста. Така да, од вас зависи дали тоа ќе биде вест број 1, една прва вест, или ќе биде, можеби, и после прогнозата за времето, ако така продолжуваме. Цела Источна Европа се промени. Видете докаде стигна Полска, видете Чешка. Полска е еден убав пример, држава од Советскиот блок, која во моментот економски се доближува до најдобрите економски најдобрите економии од Западна Европа. И ќе ви кажам едно нешто кое што сигурно ќе биде шок како вест. 2007 година луѓето, екипата која што преговара од българска страна за членство во Европската Унија, кога ги финализира преговорите со Европската Унија, ги дава сите документи, точка по точка, глава по глава, буква по буква на Македонија, на македонската влада, за да знае по каков начин, по најбрзиот пат да стигне до членство во Европската Унија. Денеска сме 2021 година. Ниеден член од таа екипа во Софија не е побаран, не е прашан. Што треба да се направи? 14 години загубени.